Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Во Евангелието според Матеј 16 глава 24 до 26 стих е запишано вака. Тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го дигне својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа и напакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Да, тоа се зборовите на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Вистинското христијанство е целосно предавање на Господ Исус Христос. Спасителот, нашиот Бог, не бара само некои луѓе што ќе му ги посветат своите слободни активности или своите секојдневни одмори или оние години кои ќе бидат пензионери. Тој ги бара сите оние кои ќе му го дадат првото место во својот живот. Тој ги бара како што и секојаш ги барал не мноштво луѓе, иако тој сака сите да се спасат, туку тој бара поединци кои ќе бидат спремни да го следат верно дури до смрт. Не може ништо да биде повредно од жртвата на Исус Христос на Голгота. А тоа е безусловно барање и целосно предавање во неговите раце. Љубовта не може да се задоволи од нешто што е поневредно од нашите души, нашиот живот и се што е наше. Како прво, целосна љубов кон Господ Исус Христос. Тоа го бара нашиот Бог. Вели, ако некој дојде при мене и не го замрзи својот татко, својата мајка, децата, своите браќа и сестри, а и својата душа, не може да биде мој ученик. Да не се свати погрешно ова, ако некој го замрази, ако некој си го замрази своето семејство, тогаш ќе му биде угоден на Бог. Туку има смисла вака. Тоа не значи дека треба да бидеме непријателски расположени или злочудни кон нашите најблиски во семејството. Туку, тоа значи дека нашата љубов кон Исус Христос треба да биде толку голема, што кога ќе ја споредиме со нашите најблиски, да биде поголема и изнад се. Ако не сме спремни да го предадеме животот свој за Исус Христос, не треба да се фалиме дека сме добри христијани. Што учи Библијата за тоа одрекување? Исус вели, ако некој не се одрече од себе си. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си. Тоа е во Матеј 16 глава 24 стих. Одрекување од себе си не подразбира одрекување од себе си, туку тоа е одрекување од уживање на телото, кое не ни дозволува да му служиме на Господ Исус Христос. Тоа значи да го присвоиш господството на Исус и да се ставиш на негово располагање во се. Твоето и моето јас да нема никакво право и власт. Како што Павле рече, јас не живеам, туку Христос живее во мене. Еден теолог, како што рекол Метју Хенри, тој вака се изразил: Господе, нека ја загубам својата волја и нека се сплотам во се со Твојата волја. Мој славен победнику, божествен принцу, земи ги моите бедни раце во своите, и мојата волја ти припаѓа само на Тебе. Среќен вазел сум јас на Твојата круна. Како трето, нека го земе својот крст, изборот на крстот. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст. Крстот не е некоја физичка слабост или некој душевно страдање. Крстот е еден пат, избран, со знаење и доброволно. Тој пат е презрен и обесчестен од овој свет. Крстот подразбира срам и носење навреди, што овој свет ги истора врз Божјиот Син и врз сите негови следбеници и ученици.
Секој може да го избегне овој срам само ако се сообличува според начинот и животот на овој свет. И затоа мнозина не сакаат да го следат целосно Исус, бидејќи треба да трпат последици, навреди, понижувања, а тоа човечката природа не го сака. Потоа, следење на Исус. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. За да го разбереме ова, треба да се прашаме. По што се карактеризираше животот на Господ Исус Христос? Неговиот живот беше потполно предавање и починување на Божјата волја. Тој живееше според силата на Светиот Дух, се жртвуваше за другите и им служеше. Човечкиот син не дојде да господари над другите, туку да служи и да си го даде животот за другите. Живот со трпение и страдење од неправедни луѓе. Живот со ревност и контрола, кроткост, благост, верност и предаденост. За да сме исти со неговиот живот, треба да живееме како што тој живееше и да ги покажеме плодовите во секојдневниот живот кои произлегуваат од Светиот Дух, кој што апостол Павле ги набројува плодовите во Галатјаните 5 глава, 22 и 23 стих. Потоа, љубов. Исус вели: по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Тоа е љубов која ги надминува нашите себични желби и се дава несебична љубов на сите околу нас. Љубовта покрива многу гревови. Таа љубов е трпелива и милостива. Не се гордее, не се вообразува, не е безобразна и не се предизвикува од предизвикувачите на злото. Љубовта не мисли на зло, туку на секое добро, верува на се и на се надева. Тоа е запишено во 1 Коринтјаните 13 глава. Без оваа љубов Христовиот ученик би бил како некој смрзнат испосник, така би се изразил, зашто љубовта е топлина, која ги загрева смрзнатите срца и го прави човекот благороден и среќен. Без љубов нема живот. И таквите следбеници треба да бидат постојани во Божиот збор. Потоа Исус вели: ако пребивате во мојот збор, навистина сте мои ученици. Јован 8 глава 31 стих. Да се биде постојан е основа да се биде Христов ученик. Добро е кога се започнува добро, но треба да се издржи до крај. Тој што се загледува назад, откако ја ставил раката на рачката од ралото, не е достоен за Божјото царство, вели Исус во Лука 9 глава. Повремено предавање на Библијата не е добра основа. Христос бара предадени мажи и жени со полна почит на сите негови заповеди. Зачувај ме да не се вратам назад, Господе. На рачката од ралото солзи капат. Моите острици се затапени и недобри. О Боже мој, зачувај ме да не се вратам назад, зборува една песна. И како седмо, одрекување од сите нешта. Исус вели: кој не се одрече од се што има, не може да биде мој ученик. Лука 14 глава. Овој стих изгледа дека е најнезгоден кога се чита и кога им го рекол тоа на неговите ученици. Врвните теолози ќе најдат 1000 причини да ве убедат дека тоа не се сваќа буквално, туку дека има некое друго значење. Но Господ Исус знаел што им рекол и зошто го рекол тоа на учениците. Што значи тоа да се откажеш од се што имаш? Тоа значи да се откажеш од сите материјални добивки кои не се апсолутно за ширење на Евангелието. Човекот што ќе се одрече од се не се претворува во неразумен и несоодветен во своето однесување. Тој ќе работи за да го осигури своето семејство и ќе има своја лична екзистенција. Христос сака да не зачува од прекумерна грижа за земните нешта, да не одвојат од Бог. Тој сака да бидеме умерени во собирањето богатство и секојаш да сме свесни дека ништо не е наше кога го имаме во нашите раце. Господ Исус Христос нека биде со сите вас и нека ја сватиме суштината на оваа порака. Ако некој
некој, тоа можем да бидам јас, ти, било кој, сака да врви по мене, тука има желба, сака. По кого да врви? По Господ Исус Христос, нека се одрече од себе си. Нека го дигне својот крст и нека ме следи. Нека стане вистински ученик. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Каква полза на човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа и напакости? Или, што ќе даде човек во замена за својата душа? Ти, драга душо, имаш душа. Потребно е да ја предадеш на Господ Исус Христос. Таа душа вечно ќе живее затоа што е создадена за вечно да живее. Исус нека помогне на сите кои се уште се далеко од неговиот живот. Амин.